Настанот го започнуваме со представување на централното јадро на Советот за етика во медиумите, Комисијата за жалби, орган кој ги разгледува сите пристигнати жалби поврзани со кршење на професионалните и етичките стандарди во пишаните, електронските и во интернет медиумите во Република Македонија. Одлуката која што ја донела Комисијата за жалби се праќа во медиумот кој што треба да ја објави таа одлука. Инаку ги комуницираме и на нашата веб страница која што е постојано ажурирана со најновите случаи, најновите одлуки, а ги користиме и нашите социјални мрежи за да ги пренесеме тие информации. Првично го представувам прегледот, значи што една жалба треба да состои, односно која документација за да подоцна се процесира на разбегување од страна на Комисијата за жалби. Значи, доставена документација за оваа жалба е самата жалба по себе, потоа писмо пропратно со објаснување, основи за прекршување на етичките и професионалните стандарди, спорниот текст, односно содржина по која основа е доставена жалбата. Назначувам дека за оваа жалба не е започнат процес за медиација и исто така на крај следи одговорот од медиумот. Одлуката на комисијата ја имате пред вас, во најмалка половина на членови од кодексот на новинари е нарушена. Нарушени се членот 1, 7, 10, 13, 15 и 16. Ваквите новинарски, така наречени новинарски производи се дополнително погонско гориво на ретроградни барања од страна на власт или на други институции и општествени групи во државата, кои што се залагаат за ограничување на правото на изразување преку интернет и преку онлайн медиумите. Овој текст е класичен пример за тоа како со една фотографија и неколку реченици може да се прекрши без малку половина кодекс. Станува збор за брутален, дури и одмазнички новинарски производ, кој што и самиот автор го признава во својот одговор. Прво би тргнал од члена на кодексот, кај што вели дека не треба да се употребуваат медиумите за пресметка со личности. Тоа е класичен пример кај што покажува дека тогаш нема јавен интерес. Овој текст значи ни покажува точно во кој дереже е нашето новинарство. Во кој дереже ни е етиката за која што ние, еве, неколку луѓе сме собрани со Советот и со поддршка на одреден дел од медиумите, да можеме да придонесеме за етиката. This system, you can see that publishers and journalists rely on each other. Publishers rely on the support of journalists against attempts to their editorial and commercial freedom. They expect that journalists are supporting them in that fight. And on the other hand, journalists rely on the cooperation of publishers in establishing ethical criteria accepted and implemented by all stakeholders. Советот станува се повидлив во јавноста, добиваме се повеќе представки, и денес тие што беа на преплодневната сесија, видоа со што се соочуваме, со какви видови представки, со какви нарушувања. Имаме една определена статистика, значи застапеност на медиуми кои биле предмет на жалби, интернет портали се 79%, тоа одговара на реалноста, значи има скоро 80% информациите доаѓаат од интернет порталите, телевизии се 12,6%, вестници и неделници околу 8%. Recently, the PC was in the process of rethinking its procedures in order to become less juridical and more journalistic. First of all, a complainer must apply to the editorial staff and try to reach a settlement. If it fails,
he can lodge a complaint to the PC. By that, the PC has become a second instance address. So you must be personally involved, and you must firstly go to the editorial staff of the newspaper or the news program. And if it fails, you can go to the PC. That's the reason for a certain decrease of complaints. Регулативата не може да ги прави медиумите повеќе етични или пак повеќе професионални, без разлика дали станува збор за телевизија, радио, вестник или онлайн медиум. Тука само регулацијата, како и критичната публика, може да влие како еден медиум ќе биде преципиран од страна на граѓаните, а не законодавецот или пак законите. Секој обид на државата да наметне стандарди на новинарите, без разлика дали е тоа преку закон или преку судска пракса, може да ја загрози слободата на изразување, да го ограничи слободниот проток на информации, а со тоа да воведе и само цензура.